Здраво, ова е 134-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Guest of Honor на Атом Егојан, во кој станува збор за Вероника, глумена од Лаисла де Оливеира, има намера да остане во затвор, иако знае дека невистината е сексуалната злоупотреба на ученикот со која е обвинета. Таа е обременета од тегобата од минатото, за која смета дека треба да ја плати цената. Незиниот татко Джим, глумен од Дейвид Тјулис, е причинителот за незиното ирационално однесување, со оглед на тоа што двајцата се прогонети од спомените од минатото кои не им даваат спокој. Режисерот Атом Егојан важи за еден исклучителен автор кој во минатото има докажано дека неговите невообичаени ликови со апсурден дискурс измачени се од неизбришливото минато, односно натежнувањето на спомените кои предизвикале тектонски поместувања кај нив на емоционално рамниште пред се. Ништо поразличен не е и случајот на Вероника, која на мали години е сведок на неверството на родителот покрај мајката на умирање. Тука настанува зародишот на предавството, љубомората и одмаздолюбието, карактеристики кои таткото ќе ги примени во тековните прикази од реалноста, што говори дека крушата под круша паѓа. Злоупотребата на позицијата на моќ исто така станува заеднички именител на таткото, кој е инспектор за храна, која злоупотребува таа позиција за да се доближи до инволвираните на инцидентот на ќерката, а таа пак ја злоупотребува својата позиција на професорка за да се пошегува со завидливиот возач на автобусот. Навраќањето во минатото во овој флешбек филм исто така од секогаш бил силен адут во филмографијата на Егојан, бидејќи важи за еден од мајсторите за везење на нанис од проникливи действија помеѓу ликови, чии што судбини се вплеткуваат и еднаш за секогаш се променуваат. Таков беше случајот со прекрасниот The Sweet Hereafter, на кој новиот филм не му е дораснат, меѓутоа се обидува да се нурне подлабоко до извориштето на траумите на Вероника и нејзиното љубоморно нереагирање предизвикува болка на најблиските, што на крај ќе ја доведе до сопствените емоционални руини, а гледачот преку истрагата на таткото го составува мозаикот на нејзините дамнешни одлуки, на некој начин подобро запознавајќи се со ќерката. Гледаме отуѓени ликови, чие што оддалечување им ги разорува животите. Уште од појавувањето на ВХС технологијата, видеокамерите го наоѓаат своето место во филмовите на Егојан, односно од Family Viewing од 1987 како конститутивен механизам за тенденционално уловување на травматичните спомени, а модерната технологија исто така се употребува за снимање на животните настани во Guest of Honor, без разлика дали станува збор за снимање на рецитал, снимка на долговечниот зајак, домашните видеоснимки на сопругата и ќерката, или пак искажаните закани на почесниот гостин на прославата снимени на мобилен телефон. Уште во Ексотика Егојан е склон да создава атипични протагонисти, кои ќе бидат инспектори, економисти и ликови кои доаѓаат да го проценат туѓиот живот со поглед однатре филмот, при тоа занемарувајќи ги сопствените предизвици со кои мораат да се соочат. Таков е случајот со педантниот и повлечен Джим, кој се држи до стандардите и критериумите, кои сите сопственици на ресторани мора да ги исполнуваат, меѓутоа ги превиткува правилата за личен интерес. Ако се навратите во богатата историја на делата на Егојан, ќе согледате зошто е во прашање мешан брак, зошто неговата сопруга глуми и во новиот и во останатите негови филмови, и нема да бидете зачудени што ликот е опцуен на српски од собственикот на сендвичарата хамбургерите на Тито. Мултикултуралноста била конститутивен елемент во неговиот филм пред да стане популарна во светски рамки. Guest of Honor е филм мозаик со постојани навраќања и погледнувања под премолчените слоеви на минатото, кои ги гризат ликовите однатре. Како што Джим се запознава со неговата ќерка, така свештеникот се запознава со него од исказите кои ги дава Вероника. Доаѓањето до вистината е пирово и во делата на Егојан таа секогаш допира до табу теми како што е педофилијата, хомофобијата, силувањето, како и еден елемент кој не го гледам често во неговата понова филмографија, а тоа е одигрувањето, односно
репетитивното сценирање на момент од сеќавањето на одредени ликови кои не можат да се помират со тежината на непроменливите збиднувања. Откако авторот се отклони од независните филмови и започна да соработува со популарни, но неретко плитки актерски звезди, не знам колку добија неговите филмови на длабочина или го обезволија налик неговите ликови со оглед на тоа што страда неговата визуализација, радикалност и очудување, кои што умеа неговите канадски актери да го постигнат со пекетовските диалози во минатото, кои се поретко ги гледам. Затоа мотивот на возачот на автобусот е повторлив постамент во неговиот филм. Долгогодишниот соработник, кинематограферот Пол Сароси, колку што е задолжен за прекрасната фотографија на екзотика, подеднаква е виновен и за визуелната невпечатливост на последните дела и интензивирањето на колоритот на природата и сатурирањето на спомените од минатото не се доволни за да се создаде уникатна палета на колоритот на делото по кое ќе биде препознаено. За пофалба е монтажерката Сузан Шиптон, која низ годините докаже дека умее да жонглира со мноштвото на ликови, кои Егојан безпрекорно ќе ги димензионира, за таа да може да ги сошие нивните животни корелации во една нераскинлива низа на неизлечени трауми и бол. Уште пред соработката со Гаспарјан во филмовите на Егојан доминираат свитите за дувачки инструменти, што е одлична карактеристика и во новиот филм, во кој долгогодишниот соработник Майкл Дейна е заложен за истакнување на овие аспекти на филмската музика, за да се потенцира енигматичноста на самото дело и подгрее неизвестноста од неговото исчекување на пресвртот, кој се базира на доживеаните вина и срам. Морам да истакнам дека и покрај завидниот број на квалитетни остварувања зад себе, Егојан успева да создаде нови интригантни релации помеѓу атипичните ликови во неговото дело, се уште владее со методот за проникнување во нивните душевни лузни. Меѓутоа, недостасува неговиот визуелен печат и исчекорување надвор од формулациите на шематските прикази, стапици кои ги обликуваше низ годините, а денес самиот знае да се зароби во нив, како што ликовите патат од гревовите од минатото. Иако има во Guest of Honor обид да се придобие авторскиот кредибилитет од 90-тите години на Егојан, сепак евидентна е потребата на мајсторот на трилерите од пресоздавање на нови сижеа за обликување на уникатните фабули, а не филм кој повеќе наликува на модерна ТВ серија отколку на транскресивно филмско остварување. Филмот ја имаше својата премиера на минатогодишниот Венецијски филмски фестивал, а потоа беше прикажан на домашен терен на ТИФ, Садбури и Ванкувер, за потоа да игра на Хамбург, Бусан, Лондон, пред да биде дистрибуиран од култните кино Лорвер. Не се закити со ниту една награда на престижните фестивали, иако беше номиниран, што говори дека можеби е потребно реобмислување на авторот, кој стана факсимил на себе си, за да биде мериторен и го фати чекорот со младите творци, чираци кои учеле од неговите филмови како се поставува драматургијата на филм. Егојан е еден од најдобрите драматуршки структурални архитекти на еден филмски наратив, кој во минатото вешто жонглираше и со десетина повеќе димензионални ликови во едно дело и нивните трауми од минатото, спомените од неизлечените рани, кои ги предизвикуваат ликовите да донесат свирепи одлуки, кои ќе иницираат лавина од последици на собствениот и животите на блиските. Иако недостасува финесата на неговите култни дела од 90-тите, одекнуваат елементите на субверзивноста, очуденоста и тензијата на исчекувањето во неговото ново дело, кое не може да се рамни со Екзотика и The Sweet Hereafter, но е на прав пат, ако не направи некаква кардинална грешка возачот на автобусот. Ако морам да го еволуирам, тогаш Guest of Honor од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 134-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!